Билетите за 26-то издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија ќе бидат пуштени во продажба в петок на 22 септември на билетарницата на Центарот за култура. Онлайн продажба не е воведена поради високите банкарски провизии кои што значително би ја зголемиле цената на билетот, информираше директорот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокупиев Сашо Тодоровски на пресконференцијата по повод новото издание на фестивалот кој годинава е со надпреварувачки карактер. Ќе се продаваат на билетарот, ќе има доволно денови да купат граѓаните, по 2 билети ќе може да купи секој. Од вкупно 11 представи од театрите од Македонија, Србија, Хрватска и Бугарија, 10 ќе влезат во трката за награди, додека представата што ќе го затвори фестивалот на 15 октомври е обвинителка и ќе биде надвор од конкуренцијата. Фестивалот ќе го отвори театар Велес со представата Синиот портокал на 27 септември со почеток во 20 часот. Инаку годинава наградата Васил Илјовски за особен придонес во театарска уметност, посебно во делот на комедиографијата, ја доби актерот Коле Ангеловски и стана лауреат на 26-то издание на Денови на комедија во Куманово. Најверојатно имам повеќе представи за овие 26 години отколку 26 години. Скоро секогаш се случуваше по 2 представи најмалку да бидат во репертоарот на фестивалот. Една година се погоди така 4 представи мои, па се шегуваа луѓето, викаме, зашто не го крстите фестивалов Коле Ангеловски? И ете така, мислам, тоа е голема работа. Ја многу сакам кога луѓето се задоволни од некоја представа, кога се смеат, кога се среќни, затоа што како год да го свртиме, сите времиња, било кое време не беа баш многу среќни и кога ќе видев онака полна сала, па седат по скалите и на секоја реплика, на секој добар актерски штос се смеат, мене големо задоволство ми се правеше и така да сум среќен. Скоро со сите театри од Македонија сум гостувал на оваа сцена. Цената на билетот и годинава останува 200 денари. Сите представи ќе започнуваат од 20 часот. За меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија од Министерството за култура годинава се обезбедени 600.000 денари, а од општина Куманово 250.000 денари.